Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев продолжува со реализација на проектот Shaping the Future Education in Tourism, FET, од Erasmus Plus програмата на Европската Унија во соработка со универзитети во Грција, Бугарија и во Хрватска. Студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика во научно-наставниот центар на Угада на Плачковица, Центарот за доживотно учење, како дел од овој проект приготвуваат традиционални македонски јадења. Проектот е овој заеднички што го работиме Erasmus Plus со универзитетите од Солун, Бургас и Шибеник, односно Грција, Бугарија и Хрватска. Денес сме со студентите кои што досега правевме истражување на цела Република Македонија и каде што одбрахме дел од сите тие јадења кои што во иднина ќе ги работиме, почнувајќи од денес, и во иднина ќе ги работиме со друга група студенти исто наши од Факултет за туризам и бизнис логистика. Потоа продолжуваме во Бугарија, односно во Бургас, во Шибеник и во Солун, и понатаму има и други активности кои што треба да бидат јавно презентирани како еден заеднички проект со сите овие наши пријатели, односно наши универзитети кои што сме заедно во овој проект. Започна минатата година проектот, што досега се реализираше во досегашната фаза од проектот? Значи, досегашната фаза со студентите, сите наши студенти на сите ниво на студии кои што ги имаме на нашиот факултет, работевме на истражување на стари традиционални јадења во Република Македонија. Така денес се одлучивме да работиме јадења од источниот регион на Македонија, поготово од Берово, Кочани и Штип. Студентите учествуваат, избрани се кои ќе учествуваат или има поголем број на учесници или се предвидуваат сите студенти од факултетот? Ние општо гледаме да бидат сите на еден начин вклучени студентите во вакви истражувања и затоа и ги менуваме, односно во овој проект се вклучени повеќе од 30 студента кои што врше истражување на терен и плюс ќе има вклучено во вакви работилници уште 20 на студенти, значи тоа некаде ќе бидат вклучено околу 50-60 студенти од нашиот факултет. Кај нас се прават македонските традиционални јадења, предвидено ли во другите држави учеснички да се работи нешто слично? Целта на овој проект е нашата традиционална гастрономија, односно цел искрена да можеме да ја презентираме на странските гости, односно странски туристи, кои што во иднина сметам дека нашите колеги угостители сите ќе го прифат овој предизвик кој што ние го работиме, кој што јавно ќе биде презентиран за да може да го видат преку електронските медиуми. Така да кажеме дека за Берово имаме одбрано баница со компир, малешевска тава и бабина торта, додека за Кочанскиот регион, бидејќи тука се работи за подрачје каде што има ориз, значи тука работиме супа од ориз и повеќе видови на зеленчуци кои што се во тој регион, потоа едно ориз или тава со пилешко месо приготвено на селски начин и кочанска лапа која е традиционално како десерт, меѓутоа кочанската лапа се користи и како солено јадење, како пробијадење и така натаму. Додека за нас за Штип е традиционалната штипска наша пастрамалија, која сакаме Европа да ја види уште еднаш, потоа тиганиците и ежови, односно шербетлии кои што традиционално ги користат нашите сограѓани во овој регион. Според асистентот магистар Душица Санева, во рамките на проектот било направено истражување за старите македонски јадења. За овој проект беше направено пообемно истражување на повеќе видови на македонски традиционални јадења. Беа фанати повеќе региони од скоро цела Република Македонија, но се задржавме на јадењата кои што и денески ги подготвуваме, а тоа се јадења од источниот регион на Република Македонија. Дали при ова истражување се дојде до нешто што можеби е подзаборавено во македонската кујна, во рестораните, и дали можеби можеме да очекуваме после проектот да се на некој начин повторно приготвуваат некои јадења кои што досега не се приготвувале, а се традиционални македонски? Па јас се надевам дека ова ќе биде едно мало потсетување се што нашите имаат готвено претходно. Инаку податоците се собрани, значи, од веќе постоечка литература, но и по пат на интервју.
Значи разговарано е со повеќе жители, значи во повеќе градови, како што преска кажа, значи станува збор за цела територија на Република Македонија, со тоа што се главно сконцентрираме на источниот регион, југоисточниот, југозападниот и скопскиот регион. Во оваа фаза е приготвување на јадењата, која е следната фаза, дали има и некоја друга содржина на проектот? Да, секако, значи денес веќе ги подготвивме дел од менијата кои што ги планиравме, значи 3 предјадења, 3 главни јадења и 3 десерти, а додека наредна фаза, значи исто така заокружување на самите јадења, значи на нивната подготовка, но и одредување на калоричната вредност, односно нивната нутритивна вредност, колку содржа, значи колку килокалории содржи јадењето, со што е богато, значи колку има јагли, хидрати, белковини, масти и слично. Како сте задоволни од ангажманот на студентите во целиот проект? Голема пофалба до сите, значи вклучени се повеќе студенти од повеќе градови, значи вклучени студенти и на насоките кои што студираат во Скопје и на насоките кои што студираат во Штип. Исто така и студенти кои што се во Гевгели. За студентите учесници во овој проект, целата работа значи големо искуство. Дел од студентите на факултетот за туризам и бизнис логистика денеска готвевме традиционални македонски јадења, поточно јадење од источниот крај, или поточно 3 менија од Штипскиот, Кочанскиот и Беровскиот регион. Колку што знам, се правило истражување за да се дознае кои се тие јадења, се одело, се разговарало и со луѓе. Учествуваше ли и ти во истражувањето и дали на некој начин се интересираш за тоа што се готвело во твојот регион, таму кај што ти живееш, например? Токму така, да, значи најголем дел од изворите кои што ги најдовме од каде потекнуваат јадењата и зошто се приготвуваат кај нас, ги дознавме од нашите прабаби, баби, стари жени, постари луѓе кои што живеат во наша близина. Значи ли тоа дека и денеска се соочивте и готвите јадења кои што можеби се подзаборавени и кои се тие? Да, има голем број на јадења кои што се подзаборавени. Ќе го спомнеме овде макалото, ќе ја спомнеме баницата со компири, малешевската тава и уште неколку јадења, но се надеваме дека ќе се вратиме имате историја повторно. Сега студентите и ти и работите генерално и ќе работите во угостителството. Колку е потребно да се присутни овие јадења во нашето угостителство? Дали ќе биде попривлечно и туризмот во Македонија ако се вклучат ваквите храни во рестораните? Па фактот дека се поголем број од рестораните воведуваат во своите менија традиционални јадења од Македонија, станува интересен и попривличен за сите туристи и се надеваме дека тоа ќе продолжи така и дека токму нашите традиционални македонски јадења ќе привлечат голем број на туристи и ќе овозможат посета на некои места кои што се малку подзаборавени. Значи ли тоа дека во иднина може да очекуваме поправо во рестораните да порачуваат баница отколку пица? Да, значи, да. Јас готвев бабина торта со гриз, кочанска лапа и ежовки. Дали тоа се практично станува збор за десерти, дали тоа се десерти кои што се подзаборавени и ги нема многу во македонската кујна во денешно време во рестораните? Па можам да кажам дека ги нема во македонската кујна, но според мене мислам дека треба да почнат да се прават во нашите ресторанти, поточно во источниот регион, пошто овие се источни традиционални десерти. Така. Што значи за тебе и за твоите колеги студенти учеството во еден ваков проект? Пред се тоа представува голем успех, пракса во понатомошниот живот ќе ни користи. Значи искуство кое што е потребно за студентите. Дали досега си учествувал во други проекти вакви? Не. Значи прв пат. Учествувам во ваков проект. Која година си на факултет? Прва година гастрономија.